Добро. Добро. Ке продолжиме со Евангелието според Јован и пред да поминеме на текстот, некоја мисла, кажеме, од Мартин Лутер, кој е познат по неговите борби со гревот, чувствителната совест за вината од гревот и постојаниот немир кој го чувствува во себе. По така инсистирање на татко му, студирал право. Големата желба на неговиот татко била Лутер да стане правник, адвокат. Меѓутоа, една случка има во неговиот живот, кога бил на 21 година, патувајќи, гром паѓа во неговата близина, тој паѓа од громот, од конјот и со ножот кој го носел некаде на појасот, сериозно си ја повредува ногата, веројатно некоја артерија засегната и има опасност дека од карварење може и да умре. И тогаш дава ветување на Света Ана, која била заштитничка на рударите, а тој потекнува од рударска фамилија, дава ветување ако Бог го спаси, дека ќе му се посвети. И така се случува. Иако татко му не е согласен, тој се замонашува. Ја започнува својата теолошка кариера, во која што се издига и како професор во Винтерберг, да, во универзитетот и така натаму, и стигнува полека до доктрината за спасение преку вера по благодат. И навраќајќи се назад во животот, тој во една прилика ќе напише: до смрт се мачев да го достигнам мирот од Бог. Мир кој толку му беше потребен на моето вознамирено срце и немирна совест. Но потонат во, и тука користи една така многу крајна, радикална фраза, густа темнина. Необична темнина, но мрачна темнина. Во таа потонат, удавен во таа густа темнина, никако не можев да најдам мир. Се додека не ме огреа светлината. Светлината на светот. И тој израз густа темнина е многу добар опис за состојбата на човештвото кој живее во човечки религиозни поредоци, во каков што и тој живеел, нели, како католик и како монах. И можеме да кажеме е опис за целото човештво кој живее без Бог. Човештвото е во густа темнина, не едноставно во темнина, во густа темнина. Целосно изгубен. А знаете густата темнина што носи? Кога ќе се најдеме во темнина, во мрак и физички, сме изгубени. Се чувствуваме, сме збунети во нејаснотија, во некаква конфузија, фрустрација. И си создаваме перцепции, си создаваме нереални представи. Така живее светот во темнината, во заблуда живее. И еден човек во темнина може навистина да ја разбере својата состојба само кога ќе биде огреан во светлина. И тогаш му станува јасно. И тогаш разбира колку е важна светлината. Повикот на Христос, тоест неговиот вик, јас сум светлината на светот, можат вистински да го разберат оние кои ќе бидат огреани од неа. И можат навистина да ја сватат мизерната состојба во темнината, тогаш кога ќе ја сватат важноста на тој повик на Христовиот вик, јас сум светлината на светот. Така, тој е текстот кој ќе го разгледаме и ќе се подсетиме малку, нели, на контекстот, каде се наоѓа во нашето изучување на Евангелието. На крајот, последниот стих што го прочита Филип, вели дека локацијата, местото каде што се случува сето тоа е дворот на ризницата или ризницата, кој всушност дворот на жените. Тоа на место во храмот каде што можеле да доаѓаат и мажи и жени. И тоа е всушност најпосетуваното место. Сегош таму имал најмногу луѓе, зашто можели и мажи и жени да присуствуваат и најголем дел од активностите во храмот, од случките биле на тоа место. Се нарекува и на ризницата,
затоа што таму имало, мислам, 13 ковчези, тоест садое во вид на инка или труба, во кој луѓето си го давале своето дарење за храмот. И тоа е местото каде што се случува овој настан и ќе видиме на крајот и ова не случајно ја дава локацијата, зашто заклучува на крајот со изјавата и никој не смееше ништо да му направи. Иако беше во тој двор, каде што има многу народ, а близу таму некаде и Синедрионот. Случувањето е рано наутро. Првиот ден после празникот шатори или сеници, кога сончевите зраци пробиваат низ храмот, го огреваат храмот. И во таков момент Христос извикува: јас сум светлината на светот. И уште еден многу важен момент во Евангелието, овој извик Христос го патува откако и рече на жената која беше фатена во блудство: и јас не те осудувам, оди си и не греши повеќе. И во тој момент кога го кажува тоа, следниот стих, 12-тиот, Исус Христос рече велејки: јас сум светлината на светот. Кој врви по мене, нема да оди во темнина, а ќе има светлината во животот. И не можеме ова изјава на Христос да не ја земеме во контекстот со она што се случува и со жената. Таа жена живее во темнина, живее во блудство. Мизерна работа е навистина свршеница да го изневери својот свршеник. Меѓутоа Христос покажува милост, ја испраќа велејки: оди си и не греши повеќе. Буквално во нов живот ја испраќа. Но меѓутоа зборовите јас сум светлината на светот носат охрабрување. Зашто Христос едноставно не ја пушти во светот сега ајде со среќа, каква ќе ти е среќата, туку и даде ветување, охрабрување. Ако, одиш по мене, ако врвиш по мене, тогаш ќе живееш нов живот, ќе живееш живот во светлина. Зашто не може човек да ја следи таа Христова заповед, да не греши повеќе, да живее спротивен живот од поранешниот кој бил во темнина, ако тој не го огрее со светлина. Ако тој не го понуди неговото водство. Ако тој не го понуди неговиот живот, нов живот. Христос си даде на таа жена нов живот, а тој нов живот се живее со Христос. И жената која е испратена во таков нов живот, доби дополнително охрабрување кога Христос кажа: јас сум светлината, но на начин на кој што го покажува и својот божествен авторитет. Тој не рече сум светлината во обично, туку јас сум. И тоа е второто јас сум од 7 во Евангелието според Јован. Она јас сум со кој што Христос се представува како Бог, како Јахве во Стариот Завет. И всушност двата дела на изјавата јас сум и светлината на светот говорат за божественост. Така да таа жена доби уверување дека прошката и испраќањето во нов живот не доаѓа од било кој, туку од Бог. Оној што единствено може да простува и е оној единствениот кој може да даде нов живот. Малку пред таа случка, предходниот ден, Христос каже: секој што е жеден, нека дојде кај мене. Тоа е карпата од кој што излегува живата вода. Тоа е животот. И сега, јас сум светлината на светот. И потенцира својата божественост. Та исто како што Мојсей, као она грмушка што гореше, и кога гореше грмушката со тој мистичен оган, даваше мистична светлина некоја, зашто не може да има огана да нема светлина. И тогаш, кога го праша Мојсей: кој си ти? Представи се, рече: јас сум кој сум.
На истиот начин сега Христос се представува. Јас сум светлината на светот. И таа втора фраза, светлината на светот, е јасна исто така идентификација со Јахве. Зашто во Стариот Завет Јахве е светлината. Тоа е светлината. Како што нели пише псалмистот, Господ или Јахве е моја светлина и моје спасение. А пак кога Исаја пророкува за Месијата што ќе дојде, тој ќе каже дека меѓу сите останати работи, принцот на мир и така натаму, и светлината на луѓето. Месијата ќе биде светлина на луѓето. Тоа е светлина на народите. А пак Јован го пишува, го почнува своето Евангелие со тоа што ќе го објави, нели, Синот Божи како оној што е Бог, со Бог, и во воплотувањето оној што е светлина на луѓето. Дојде како светлина. И уште една работа која што овдека, нели, како контекст на ова негова изјава, за да сватиме подобро што значи Христос како светлина на светот, е празникот, шатори. Неколку пати веќе спомнавме дека тоа е празник кој го одбележува грижата на Бог кон својот народ додека 40 години талкаше во пустината. И на тој празник кој трае 7 дена, одбележен со крадење на шатори, кукички во околината на Ерусалим, во дворовите, каде што живеат, спијат 7 дена, два главни ритуала има на тој празник. Едниот се случува наутро, и нели веќе го објаснивме, кога свита од свештеници ја полни златниот пехар, златната вазна од Силоамската бајна и го носи и го излева првосвештеникот околу жртвеникот за сепаленица. Со тоа се спомнува грижата на Бог кон народот кога немаше вода, беше жеден и од карпата излезе вода. И на последниот ден на празникот Христос им вели: сите што сте жедни дојдете кај мене, зашто јас сум карпата од која што извира реката на животот. И оној што ќе поверува во него, од неговата утроба почнуваат да течат реки. Неговата утроба се претвара во извор на живи води, бидејќи таму заживува самиот Христос. Така да Христос се објави на празникот како исполнување на она што во Стариот Завет го гледаме, карпата. Тоа е вистинската карпа. Тоа е исполнување на она што секоја година евреите го одбележуваа на празникот. Тоа е изворот на животот. Тоа оној што ги наситуваше на вистина евреите во пустината. Тоа е јасно. И сега овдека го гледаме вториот голем или важен ритуал на празникот шатори или сеници, а тоа е палењето на светилниците. Првиот ритуал се случува наутро во тие 7 дена, а вториот ритуал се случува навечер. Во тој двор, токму во ризниците, во дворот на жените, имало 4 големи светилника, високи колку ѕидовите на храмот. И горе на тие светилници имало големи садови полни со масло, а фитилите биле пак изработени од стари облики од свештеници. И кога ќе се стемнело, ги палеле тие светилници, кои, како што пишува во Талмудот, во Мишна, секој двор во градот Ерусалим бил осветлен од таа светлина. Така, 7 дена градот бил осветлен од тие светилници. И кога сега Христос го каже: "О, јас сум светлината на светот", веќе завршила последната вечер, последното палене на светилниците. И Христос овде вели: "А тие светилници пак што се палени за време на празникот, треба да посетат на оној столб. Столбот што 40 години ги водеше евреите во пустината. Тој столб кој беше како облак дење, а вечер светнуваше во оган и осветлуваше. Столб и Христос и во како спомен на тоа водство од Бог
преку столбот, евреите ги палиле тие светилници за време на празникот Сеници. И сега Христос на крајот на празникот вели, јас сум светлината на светот. Со други зборови сака да каже, јас сум столбот кој ве водеше. И Павле говори за карпата. Тој столб го нарекува карпа, зашто навистина бил нешто како карпа кој изгледа како облак дене, а оган ноќе. И вели, сите пија исто духовно пиење, зашто пија од духовната карпа, духовната карпа што ги придружуваше, а таа карпа беше Христос. Столбот е тој што ги придружуваше и ги водеше, а вели тој столб е Христос. Христос е исполнување на она што се случуваше во пустината и она што го одбележува евреите како празник. А што правеше или која беше функцијата на тој столб? Тој столб ги заштити меѓу другото од египетската војска кога се раздели Црвеното море, столб се формираше и не им дозволи на египетската војна да тргне по нив. И потоа кога помина Бог им вете дека ќе биде со нив, ќе ги придружува. Така што ги водеше столб, дење како облак, а ноќе како оган. Во пустините, знаете, сте чуле дека дење може да биде 50 степени, а ноќе може да стане 0 степени градуси. Да. Дење тој облак ги штитеше од сонцето, им даваше сенка, ноќе ги грееше. Ноќе им даваше јаснотија. Кога ќе се улогорија, тој огнен столб ја осветлуваше целата таа површина. И сите се движеа во осветлено место. Беа заштитени од противниците. А знаете ли во пустините највечер кои се најголемите непријатели? Змиите. Кога ќе падне температурата, тие барат топлина. Барат таму каде што легнал некој да се пикнат под него. Тоа е вообичаено во пустините. Единствениот начин да се заштитат е да има оган. Некој голем столб кој што ќе ги растера сите тие. Нудеше заштита тој столб. И најмногу од се тој столб нудеше водство. Ги водеше. Кога ќе тргнеше столбот, сите одеа по него. Кога ќе застанеше столбот, сите застануваа. Столбот ги водеше, едноставно ги водеше. И тој столб всушност ја покажуваше Божјото присуство таму. И облакот и огнот се всушност во Стариот Завет, и не само во Стариот Завет, двата така најупотребувани видливи изрази на Божјото присуство, на реално Божјо присуство во облак од слава или во оган. И кога Христос вели, јас сум светлината на светот, вели, јас сум Бог кој е меѓу вас. Емануел, јас сум меѓу вас. Јас сум Божјото присуство кој доаѓа меѓу вас да ве води. Јас сум оној кој што нуди водство на народот. Оној кој врви по мене, тој нема да оди во темнина. Ки има јасно водство. Нема да е во конфузија, нема да е во страв, во немир, знае каде оди. И тоа водство е сигурно водство. И кога Христос вели нема да оди во темнина, кој оди по мене, интересни се граматичките или глаголските форми, тие се постојани, продолжителни. Немаат прекин, не се ограничени во времето, не завршуваат. Со други зборови, вели Христос, оној кој што постојано оди по мене, постојано ќе има водство. Нема да го загуби тоа водство. Нема да прекине водството. И знаете што? Интересно дека има паралелизам во овие форми граматички, она што го кажа на жената, која ја испрати помилувајќи ја. И рече, не греши повеќе, истата е граматичката форма. Живеј сега од тука натаму
таков живот, поинаков живот. Живот во светост, не во темнина, живот во светлина. Зашто тој живот е можен, зашто јас сум светлината постојано. И ако одиш постојано по мене, постојано ќе бидеш во светлина. Така да и жената Христос не ја покани на некаква краткотрајна средба, така, еден епизод од животот. Туку на еден постојан живот, учеништво, до крајот одиш по мене. И јас постојано ќе бидам, нели, твојот водач, ќе имаш сигурно водство. Господ не осветлува, не повикува, а ние одговараме со послушност и го следиме, копнејќи го неговото присуство. И тука Христос кога говори за жед, кој е жеден, нека дојде, јас ќе му дадам жива вода. Говори тој копнеш за Бог. Копнеш за присуството на Бог. И тој нека дојде, и тука се врската меѓу тие покани од последниот ден на Сеници и овој прв ден после Сеници. Кој е жеден, нека дојде кај мене. И така ќе биде обезбедено Божјото присуство, зашто јас сум Бог. Јас сум со вас. И јас нудам светлина во животот. Како што тој столб беше видлив израз на присуството на Бог меѓу народот, така јас обезбедувам божествено присуство меѓу вас. И само така имаме насока во животот. Еврејскиот народ никогаш, никако немаше да стигне до ветената земја ако не го следеше столбот. Тој беше водачот. Ги водеше. Затоа Христос е патот. Тој е патот. Во Христос ние стигнуваме таму каде што сме тргнале да бидеме. Без Христос нема да стигнеме. Тој е тој кој што не води. Во Него ние сме во Божјото царство. Тој е патот, тој е вистината, тој е животот. Тој води. И тој сегош ке не води на добри места. И кога велам добри места, не мислам на лесни места, а тоа на ништо го сакаме. Ние сакаме лесни места, пријатни места. Но лесните и пријатните места не секогаш се добрите места. И тој им го покажа Бог уште на почетокот во пустината, кога ожеднеа, немаше вода. И цело време Бог тоа им го покажуваше дека без Него не можат. Тој ги носеше во ситуација во која што тие требаше да викнат кон Него. Многу пати тоа го правеа во негодување, во бунт. Но тие требаше да сватат дека без Бог меѓу нив, без водството на Бог, се изгубени. Бог не води во Христос секогаш на добрите, најдобрите места. Едно сигурно водство. И кога, за да уште повеќе го потенцира таа сигурност во водството, користи војна негација. Тука не се гледа добро во нашиот превод, нема доди во темнина, меѓутоа во оригиналниот текст негацијата е двојна, или би ја превеле како никако нема доди. Во никој случај нема доди. Нема шанси тој да оди во темнина. Осигуран е неговиот живот во светлина. Јаснотијата. Тој е верен водач низ светот на темнината. Нема да се сопнуваме, нема да бидеме водени во патот на заблудата. И знаете што тоа е големиот благослов. Да имаш светлината во овој мрачен свет. Ние живееме во свет кој е во темнина. Не знае каде оди. Збунет е овој свет. И во таа збунетост бара излази човекот. Во филозофии, во религиозни системи, во политички системи, во политички водачи, во месии, во сојузи меѓународни, во идеологии, и устанува изгубен. И не може да го најде излезот. Живе во една илузија дека е добар во суштина, меѓутоа треба да го најде начинот како таа добрина во човекот да се реализира.
Тоа ќе го направи некоја идеологија, некој економски систем, некој политички водач. Нели? Меѓутоа, со векови се гледа заблудата, дека се останува во темнината. Зашто во темнината, царот на темнината ги инсталира тие матрици, заблуди во умот на човекот, зашто човек не може да ја види. Реалноста. Живе во нереален свет. Во Христос има слобода од тоа. И тоа е големината на ветувањето. Имаме светлина, имаме јасноти. Во искушенијата, во збунетоста, во разочарувањата имаме водство. Кој оди по него? Кој врви по него? Кој го следи Христос? Сега, Христос кога го кажа тоа таму, тој беше физички присутен. Дури евреите во пустинята имаа физички столб пред нив што ги водеше. Христос го нема физички денес. Реално ли е тоа ветување на Христос, дека тој е светлината и тој е нашиот водач? Би било, да, навистина многу убаво, ако Христос физички е меѓу нас и така да си го прашуваме како што учениците го прашуваа. Меѓутоа, мислам, и тоа ни го открива Новиот Завет, дека присуството на Христос денеска е уште по-супериорно, така да кажеме, отколку кога го дада тоа ветување. Зошто, ако не е физички тука, не го гледа како столбот или не го гледаме, тој во уште поголема мера во нас присутен. Неговиот живот е во нас. Ние сме во него, тој е во нас. Така да ние не гледаме на дворешен пример, туку тој живот е во самите нас. Преку неговиот дух, преку светиот дух, неговиот живот станува наш живот. И таа светлина ние имаме во нас. Нешто што е уште повеќе од физичко присуство на Бог. Светиот дух кој живе во нас го остварува тоа негово реално духовно присуство, ни ја дава неговата мудрост, ни го дава неговото водство и нели како што во Галатјаните 5 глава пише, оној што оди во духот се раѓа тој плод, а тој плод е всушност Христовиот живот, љубов, радост, мир, трпение и така натаму. Во општењето, во копнежот за Бог преку словото, читајќи го, проучувајќи го, молитвата, службата и се што правиме, во тој копнеж да го имаме Христовото присуство во нас, Светиот Дух го остварува. Не преобразува, не променува, така што нашиот живот станува Христов. Христовиот живот се вселува се повеќе во нас. Ние ставаме се повеќе како Него. И го живееме неговиот живот. Тој не води постојано. И тоа не како надворешна норма, туку како суштина, натрешна суштина. Како живот, што е природен плод, природна последица на животот со Бог. И тоа е клучното овдека. Жедни ли сме? Христос ги повикува жедните. Оној што е жеден, нека дојде. И тоа задоволува таа жед. Тој станува светлината и тој го води во животот. Разбираме многу јасно каков е светот, разбираме кои сме ние, кој е Бог, разбираме како функционира овој свет и како треба да живееме. Во таа густа темнина, Синот Божи е светлината на светот. Но, иако дава светлина, иако тие луѓе беа таму многу блиско до светлината, оне на кој што им говори, фарисеите, книжниците, и ово ни малку порано тоа веќе го кажа во 3 глава после разговорот на Христос со Никодим, рече, дојде светлината, но луѓето повеќе засакаат темнината отколку светлината. Зошто? Зошто нивните дела беа зли. Зошто светлината открива какви се. А човек не сака да се види во неговата реалност. Сака да живее во заблудата. Доста на така. Синока си зборавме, или суд за бајлето беше, со сестрите,
За родители кои имаат деца со аутизам или некои други, нели, такви проблеми, не може да се помират и не одат воопшто на лекари. И велат, моето дете е добро. И што прават? Уште повеќе наштетуваат на нивните деца. Се плашат од психијатрите. Зашто сакат да живеат во нереален свет. Во свет во кој што нели секе е добро, а всушност ништо не е добро. Така човекот сака да се остане во темнината, за да не се видат неговите зли дела осветлени од светлината. Сокриени таму, настрана. И во темнината да ги продолжат да ги вршат своите темни дела. И тоа се случува овде, кај овие луѓе, кои го слушаа Христос и му поставија и се фатија за нешто што е пак од законот. И велат, ти сведочиш сам за себе. Затоа твоето сведоштво не е вистинито. В други зборови велат, законот бара сведоци за тоа што го тврдиш. 20 сведоци треба да имаш. Инако, ова твое сведоштво не издржува на суд, на проценка. Без, нели, да имаш 20 сведоци. Нели, пишува в 90-та глава на Второзаконие, за да едно тврдење, едно сведоштво, и таму контекстот е обвинување меѓу другото за греф, биде реално, тоест вистинито, да издржи на судскиот процес, треба да има најмалку 20 или 3 сведоци што ќе потврдат. И тоа му го велат сега на Христос. Ти тврдиш дека си Бог, Спасител, ми дај ни 20 сведоци кои тоа ќе го потврдат. Што е навистина абсурдно барање. Ќе видиме зошто е барањето абсурдно. Идејата овде дека тие се фатија за нешто што е техничка работа. Не. Христос им говори за суштината на животот, за спасението, или како да бидат спасени, а тие се наоѓаат некаков технички, чисто технички аргумент и велат, не, ти треба сега да имаш 20 сведоци за тоа да се потврди. Не се занимаваат со суштината, со некакви техники. И тие немаат никаква врска всушност со она што Христос го говори. И знаете, тоа е карактеристиката на човекот, па и на луѓето што се во светот. Колку пати, верувам, вие сте го имале тој проблем, сакаш да му кажеш за Христос како Спасител, да сведочиш, нели? Да му благовестуваш. И ќе почнеш, и одно темата оде на други полиња. И ќе почнат, ама се ако има Бог, зошто така таму, зошто укочене се случило, зошто ова, зошто она, па еволуција и така натаму. И ако стварно не сме внимателни, ќе одиме на полиња кои ќе не одвлечат од суштината. А суштината е спасението во Христос. Тоа е особината на светот, да се одбегне она главното, важното, спасението. За секи дискутираме, само не за спасение. Она што е суштинското, важното. Така и овие беа спремни за се да дискутираат, само не за нивото спасение. А ќе видиме на крајот Христос ќе им каже, вие сте целосно изгубени. Вие сте во пеколот. Вие сте во длабочината на пеколот. И како одговора Христос на ова? Прво им дава два аргументи, покажувајќи себе си како врховен авторитет. Вели, мојот суд е вистинат, зашто не сум јас. Како беше? Макар што сведочам сам за себе, моето сведоштво е вистината, зашто знам од каде сум дошол и каде одам, а вие не знаете од каде сум дошол и каде одам. Јас доаѓам од Отецот и ќе се враќам кај Отецот. Јас сум од Отецот. Јас и Отецот сме едно. Јас сум Бог. И во ред, ако моето сведоштво не е вистината, кај кого ќе се жалите? Која е повисоката инстанца за жалење? Има повисока инстанца од Бог? Има повисок авторитет од Божиот? Во човечките судови, дури еве и според еврејските закони, ако не ти се допадне судот на сведоците, ти можеш да одиш на повисока инстанца. Ако не ти се допаѓа Христовиот суд, кај ќе се обратиш? Мојот авторитет е врховен авторитет. Јас сум Бог. И Христос, кога го кажува тоа, говори за ексклузивитет. Нема друг како него. Немало во историјата на религиозните системи некој што така дошол како Христос и така претендирал на ексклузивитет, на божественост, како што Христос тоа го прави.
Никој друг. Зашто никој друг не се представува себе си како одговорот, како решението. Христос вели, јас сум Евангелието. Јас сум спасението. Буда вели, јас ви покажувам патека. И тоа не сум ја измислил, и другите говореле. И не јас туку, патеката што ви ја кажувам. По неа одете. Не сум јас патеката. Конфуција пак вели, ако некој смета дека претендирам на правда, на светост, далеко од тоа. Единствено што можете да кажете за мене, ако сакате некако да му пишете, е некој што бескрајно многу сака да поучува други. Учител сум јас, ништо повеќе. А пак Мухамед вели, ако Божјата милост мене не ме засени, тешко мене, каков грешник сум. А Христос вели, најдете грев во мене. Кој може да најде грев во мене? Не јас ви нудам пат, јас сум патот. Не ви нудам учење за спасение, јас сум спасението. Јас сум Бог. И еден таков авторитет застанува пред фарисеите и фарисеите велат, дај ни сведоци за тоа што го тврдиш. Дај ни двајца кои ќе сведочат дека навистина ти си Бог. Представете си. Кој може да посведочи човечки авторитет и да го докаже божествениот авторитет? Знаете, тоа е исто како додеш некој да му кажеш има сонце. Тој да каже, дај ми двајца сведоци да потврдат дека има сонце. Па сонцето самото се потврдува. Тоа самото се докажува. Нека погледне нагоре и ќе биде заслепен од светлината на сонцето. Така Христос го потврдуваше постојано својот божествен авторитет. Во начинот тоа како поучуваше, авторитетот, некако фарисеите, чудата што ги правеше, совршениот живот, никој не можеше да му најде грев. И на крајот на криштата Христос ки се повика на Отецот, Словото од Стариот Завет. Словото на Отецот сведочи за мене. Целото Слово во Стариот Завет, Божјо, сведочи за мене. Така да ако барате вие авторитет, сведок, тогаш не барајте меѓу луѓето. Зашто мојот авторитет и моите изјави се надчовечките. Тие се божествени. И човечки авторитет не можат да судат. Не се тие кои што можат, имаат право да судат, да оценуваат дали јас сум Бог или не сум Бог. Вие не можете да ме поставите пред човечки суд. Законот нема власт над мене. Законот е даден за луѓето. Мојот авторитет е над авторитетот на законот. Секако Христос во се го исполни законот, но не за бидејќи тој му требаше, нема туку заради нас. Во наше место го исполни целосно законот, во наше име, за ние бидеме оправдани пред Бог. Христос вели, јас сум светлината и ти вели, дај ни доказ. Ми светлината те огрева. И твојот бунт против светлината докажува дека јас сум светлината. Докажи, барај доказ дека овдека свети. Барај сведоци дека ова просторија огреана со светилки. Светлината самата се покажува и се потврдува. И Христос им вели, вашиот проблем е што вие преку целото време судите по тело, судите според тоа што вие со вашите човечки уми сте се го изградиле како разбирање за Бог. Во вашите традиции, преданија, равински, вакво учење и така натаму. И вие и дојде тука Бог меѓу вас и вие човечки го оценувате Бог. По тело, вели овдека. По тело, тоа значи со човечките, на материјалните можности на човекот. И тука зборот, нели, што го користи како судите, вие оценувате, проценувате, носите мислење, ставови носите за мене. Според она што го гледате, според вашиот човечки ум, не според она што Бог ви го открива, туку вашите перцепции, според вашата ограниченост. И ви сега гледате еден што дошол од Назарет, син на столар,
И велите, ово или сега ќе биде Бог. Меѓутоа, авторитетот, Словото се потврдува. И вие во вашиот човечки ум, во вашиот човечки суд, сето тоа го отврлате. Зашто човечкиот разум не е тој што го потврдува Бог. Така вели вие судите. И тоа беше најавено во Стариот Завет. И нели кога Исаја пишува, кога дојде, нели, кој поверува, вели Исаја, на тоа што го чул од нас и кому му се откри силата Господова, зашто тој изникна. Това пророштво за Месијата. Изникна тој пред него како младо дрвце, како стебленце од сува земја. Нема во него ни убавина, нито величие. Ние го видовме и во него немаше изглед што ќе не привлекува кон него. Зато беше презрен и отворен од луѓето. И требаше фарисеите да се сетат на овој текст од Стариот Завет и да кажат, така, погледнато по човечки стандарди, со човечките критериуми, со човечките очи, ти нема да видиш Бог. Меѓутоа, авторитетот на Словото го откриваше тоа. Христовото Слово, Христовиот живот, она што тој го говореше, она што тој го живееше, откриваше неговата божественост. Знаете, тоа е големиот проблем на човекот и наш проблем. Знаете, нашата ограниченост. Ние сме склони од малкото што ќе го видиме, од делчето од целата слика, да донесеме суд. И обично нашите судови се градат на една мала ограничена представа од целината. Ке чуеме некој нешто што ќе каже, може дори од трет да чуеме за некого, од некого за некого трет, и ние ќе се направиме представа, суд, оценка. И живееме со таа представа за некого, за некој. Некој ќе каже нешто, ние нема да го сватиме контекстот и ќе се изградиме сликата и живееме цел живот со таква слика спрема некого. Многу пати нашите представи за луѓето, судови, дури ги носиме според нивните ставови, што ги имат за учењата за христијанство, така натаму. И ние ги градиме нашите представи не според нивниот реален живот, нивната суштина, туку според ставовите што ги имат. И ќе се изградиме. Пред се, ова е недобар, не чини, ова е добар, чини. Затоа треба, ова е многу сериозно предупредување на Христос. Вие судите по телото. Дури ние човечките работи, луѓето кои се многу поразбирливи, зашто ни се поблиски, ги судиме многу ограничено. А камо ли пак да донесеме ставови за Бог, кој е бескраен, неограничен. Зато ми вели, вие така судите. И потоа веднаш прави еден контраст, кој вели, јас не судам никому. И тоа се зборчето никому, во некој преводи е на човек, дури има и такви човек, не судам никој човек, што воопшто е погрешно, зашто зборчето худеис или судеис не значи воопшто такво нешто, значи ништо, никого, воопшто не, и так, негација, тоа збор. Има двојна негација. Јас воопшто не судам, никого не судам. Или контрастот е со фарисеите. Мојот суд не е таков суд како вашиот суд. Зашто мојата проценка е проценката, мојот суд е како судот на Отецот. А судот на Отецот или проценката на Отецот не е како човечката. Таа е секогаш вистината. Зашто Отецот не суди според тоа што ќе го види надворешно, според малку што ќе го види, туку ги знае сите нешта. Сета целина ја има. И тука им вели, затоа ако барате вие, како што пишува вашиот закон, Мојсеј, за сведоци, тогаш вие треба да барате за божествените изјави, божествен авторитет кој ќе биде сведок. Тука сме јас и Отецот. Понатаму во 14 глава ќе го дојде и Светиот Дух, дека ќе дојде ќе сведочи за него. Зошто човечки авторитет не може да донесе суд за божествениот авторитет. Затоа учењето на Христос, неговата божественост се потврдува од божествен авторитет, од божествен суд, кој е совршениот суд.
Зашто би било навистина безсмислено да се собере тим од луѓе и да решат дали Бог е Бог или не е Бог. Не вели. Јас во се сум потврден, јас се самопотврдувам и Отецот ме потврдува. И еве имате божествени авторитети. Зашто законот пишува таму, не е доволен сведок против човек за вина, престап или некој греф со кој изгрешил. При сведочењето на 20 или 30 сведоци се донесува решение. И тоа го кажува законот за човечки судови за греф. Тако не може во никој случај да се примени за авторитетот на Христос. Еве ви, сакате сведоци, еве, божествените авторитети. Нема повисока власт, нема повисок авторитет. Безкрајната супериорност на нивните сведоштва, божествените, во однос на било кое друго човечко сведоштво. Па дури и од тимот најдобрите теолози во светот не може да ја донесат проценката што ја носи или судот, божествениот авторитет. Зашто Христос себе се не се нарече традиција, не се нарече учење, се нарече вистина. Тоа е вистина. Секогаш вистина и само вистина. Зато тој не прави суд, не носи суд, не носи проценка, зашто самиот тој е вистина. И како одговорија на една ваква силна изјава, ова е многу силна, така, екстремна изјава на Христос за неговата божественост. Како одговорија фарисеите на таа? Исто така многу крајно, многу навредувачки, многу понижувачки. Му кажа, каде е твојот татко? Други збори му кажа, ти не знаеш кој ти е татко. Ти си роден од Марија, од блудство. Само она знае кој ти е татко. Ти не си го знаеш таткото. Ти си дете на блудство. Каде е татко? Хајде покажи каде е татко ти. Тоа е начинот на кој што тие реагираат не на таква објава на Христос. Ти немаш авторитет да збориш. Најдобро се скриеш некаде во срам и да молчиш. Така одговорија фарисеите, иако беа толку близу до светлината. Тажно. И Христос на такво обвинување одговори веќе она најрадикалното, рече, вие немате поима од Бог. Вие не ме познавате мене, вие Отецот не го познавате. Не го знаете. Не го знаете мојот Отец, не го знаете Бог. Вие го немате Бог во животот. Вие сте далеко од Бог. Вие сте изгубени. Со други зборови, ги испрати во пеколот. Ви сте неверни. Ви сте безбожници. Воопшто не сте Божи народ. Е така ја говори Христос на крајот. И покрај сите знаење што ги имате. И покрај сите учења што сте ги напишале. И покрај сите церемонии што ги правите. Ритуали. И покрај сите титули што ги имате. Вие сте безбожници. Изгубени сте во темнината. Во густата темнина. Тоа е вашата ситуација. Така им вели Христос на крајот. Многу тажно. Многу тажно. Многу тажно зашто цело време мислеа дека се во светлината и живеат цело време во заблуда. Зашто беа во темнина и не сакаа да бидат осветлени. Сака да се останат таму во темнината. Зашто им стана помила темнината. Зашто нивните дела беа зли и не сакаа светлината да ги открие нивните дела. Христос им вели единствениот начин, колку и да не ви се допаѓа тоа, колку и судови против мене да организирате, какви авторитети да повикате човечки против мене. Единствениот начин да го знаете Отецот, да го познаете, да бидете со Отецот, сум јас. Тоа е. Ако мене не ме примате, и Отецот не го примате. Сакате да го познавате Отецот, треба да дојдете кај мене. Треба да бидете, да ме следите мене, како столб огнен во вашиот живот. Нема друг начин. Тоа е тоа. Инако, вие сте изгубени во пеколот. Калвин вели, секој оно што ќе тргне да го бара Бог без Христос влегува во лабиринт, во кој што нема излез.
ќе лута во лабиринтот и никогаш нема да го најде излезот од тој лабиринт. Како што беа заглавени овие фарисеи во лабиринт. И знаете, она што на крај што завршува пак во деталот, и ова се случи во ризницата. Кај ризницата, кога Христос поучуваше во храмот, таму каде што имаше многу народ. Христос тоа не го кажа тајно некаде шепотејки некому, да не чуат другите. Јавно, таму каде што најмногу луѓе се собирале. Каде што биле фарисеите, каде што биле членовите на Синедронот. И заклучува, никој не го фати. А пред тоа имаше два обида. Пратија на два пати полиција од храмот да го апси. И се врати и рекоа, ово има авторитет, како никој друг, не можеме. И сега на едни такви радикални збори, кога ги испрати во пеколот буквално, нарече, вие сте безбожници, секако не буквално, со други зборови, никој не стави рака на него. Никој, и тоа уште една потврда. Јован го додава ова за да покаже, да го покаже Христовиот суверенитет. И на најрадикалното обвинување против фарисеите, никој не можеше да го уапси. А има основа зашто да го уапсат. Што покажува еден авторитет. Тој решава и кога ќе го уапсат, тој решава кога. И тој решава зашто тој решава да биде уапсен. И кога го апсија и конечно се рекоа, еве го замолкнавме, не угасна светлината. Воскресна и таа продолжи да свети. И знаете ли, денес таа светлина продолжува да свети. Свети преку неговата црква. Ние сме испратени како светлината на светот да грееме. Ние сме тие кои треба во нашите животи да ја запалат неговото светење и секаде да ја носат. Како што светилниците го огревале целиот Ерусалим, секој двор и така. Секој двор, секој канцеларија, секој школа, насекаде таа светлина да свети. И да повикува на спасение, на покаяние. Но ќе свети ако ја имаме во нас светлината на живот, го имаме Христовото присуство, Христовиот живот во нас. Да копнееме, неговиот живот да биде со. Да копнееме да бидеме со него, неговото присуство да биде со нас. Да бидеме блиско до него. И тоа да биде нашиот копнеш. Најголемиот копнеш. Минатиот четврток разгледувавме молитвите на Мојсей послед златното теле. И кога Бог во еден момент му рече, борете, ајде, нема да ве истребувам, но ќе пратам ангел, тој ќе ги уништува непријателите, но јас нема да сум со вас. Зашто многу е овој народ тврдоглав, ме нервира и ќе го уништам. Затоа ангел ќе ве води. И Мојсей рече, Господи, ако ти не си со нас, не носи никаде, не ја сакам таа земја. Зашто ако твоето присуство не е со нас, ништо не ни значи во животот. Ништо не ни треба во животот. Ништо нема да има вредност во животот. Без тебе и земјата во која ќе живееме ќе биде ништожна. Се што ќе не дадеш, ако ти не си со нас, не вреди ништо. Сакаме да бидеш со нас, да те гледаме покрај нас, да копнееме. Така ќе свети Христос во нашиот живот. И ние таа светлина ќе ја носиме. Огреани од неја за вечен живот. Знаете, многу тажно кога луѓето слушат, можеби и некој слуша нели на интернет, слушат, светлината е близу до нив, меѓутоа ја избираат темнината, бегат од темнината, зашто делата им се зли како тие луѓе. И се мачат, продолжуваат да се мачат во темнината. Дури големи умови, кои се стремеле кон светлината, останале во темнината. Јохан фон Гете, Волфганг фон Гете, еден од најголемите мислители во негово време во Германија и еден од луѓето кои најголемо влијание имале во светот. Можеби целата човечка историја. Навистина прекрасен ум. Кога Наполеон се сретнал со него и разговарал, рекол, цитирајќи го, нели, Диоген,
најпосле, конечно најдов човек. Меѓутоа, кога веќе бил на умирање, едни од последните зборови на Гете се Мија лихт. Повеќе светлина. Немам светлина, во темнина сум. Дајте ми светлина, ми треба светлина. Знаете, таков на крајот умира во темнината. Завршува во темнината. Ајде одиме кај другиот германец со кој што почнавме. Оној кој се мачел во темнината долги години, надевајќи се дека делата, монаштвото, религиозност и така натаму ќе донесе спокојство. И никако, се додека не е нашол светлината. Не ја побарал светлината и не заживел во таа светлина во Христос. Знаете ли, наш се што правиме во животот, дури недобрите работи, Гете бил многу морален човек, меѓу другото, нема да ни дадат светлина во животот, зашто сите тие нешта се нечисти, партали пред Бог. Дури и пак да се крсти човек, пак нема да донесе тоа светлина. Сега го кажам тоа зашто имал некаква група од некоја интернационална црква во Софија, која една од сестрите ја сретнали и прашале ти, не знам за крштевањето, дали се крсти верувајќи дека крштевањето ќе те спаси, и кога разбере дека не е тоа доктрината, и рекле, мора да се крстиш, иначе си во пеколот и ги заврши во пеколот. Само ако се крстиш со верата дека крштевањето ќе те спаси, тоа е валидно крштевање, зашто во тој момент се отвара небото за спасение. Што не точно. Само во животот со Христос преку вера ние имаме светлината во животот. И нема да никој наше дело нема да ја донесе таа светлина. И 100 пати да се крстиме, ако не живееме со Христос во верата во Него, во послушност во Словото, ќе си останеме во темнината. Ќе останеме до смрт, умирајки, борејки се за таа светлина и нема да ја достигнеме никогаш. Затоа, ако не си дошол, дојди сега. Да не бидеме како тие фарисеи кои се расправаа, детали бара, технички работи, само и само да не дојдат до светлината. Ја сакаа темнината повеќе од светлината. Оние што сме во Христос, да копнееме за Него. Зашто само Тој ја задоволува таа жет. Живот кој носи сигурност, мир, спокојство, водство. Знаејќи дека каде и да не води, ние сме на правилното место. Зашто Тој секогаш не води на вистинското, на доброто место. Епа, ајде да се помолиме на крај. Татко Небесен, навистина ништо не може да се спореди со Тебе, да се спореди со Твојот Син кој ја победи смртта, кој беше воскреснат и како светлина продолжува да свети. Седи од десната страна на Отецот и како глава на црквата го води Твојот народ. И ние, Господи, веруваме во тоа со надежда дека Тој повторно ќе дојде еден ден. И ќе не воведе во Твоето царство. И ние, Господи, преку овој текст можеме да видиме сета големина, да видиме колку сето тоа значајно, да видиме како Христос, опишувајќи се себе си како светлината на светот, не убедува преку тоа слово дека секогаш светлината оди заедно со животот. Без светлина нема живот. Само во светлината на Христос можеме да имаме живот. И Ти не повикуваш со вера да доаѓаме кај Тебе. Единствено преку верата во Тебе ние ќе живееме тие реалности. И затоа се молиме сега Светиот Дух да подейства во нас, да можеме уште подлабоко да ја сватиме таа вистина и нашата вера да се продлабочи во Тебе. Да разбереме појасно и да заживееме посериозно во таа светлина како Твои ученици, како Твои верници. Зашто знаејќи дека
Само тогаш еден ден кога ти ќе се јавиш, тогаш ќе гледаме појасно се. До тогаш, во тоа меѓувреме помагај ни да те следиме, да живееме во таа светлина Твоја. Да разбираме појасно колку си голем, колку си славен. Иако знаеме дека целата вечност ќе учиме на тоа. Помогни ни да растеме во тоа познавање, да ќе живееме животите што Ти ги имаш за нас. И Ти се поизобилно да се вселуваш во нас, Твојот живот се повеќе да станува наш живот, за да бидеме употребени како оние кои ќе ја прскат Твојата светлина, ќе ја шират во овој свет во темнина. Се молиме за нашиот народ. Спаси го, Господи. Дај му откровение, дај му јаснотија, за да бидеме, Господи, Твој народ. Го бараме сето тоа во името на нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Амин. Амин.